Само Дебарчани избраа градоначалник уште во првиот изборен круг на локалните избори во нивната општина. Хекуран Дука од ДУИ ќе го води Дебар во наредниот мандат. Од граѓаните доби 4106 гласови. Неговиот против кандидат Арбена Голи од Алијансата за албанците ја изгуби битката за 272 гласа, освои 3834 гласови, што вети новиот градоначалник Дука. Дебар треба да личи како европски град. Што значи? Дебар да има чист воздух, да има чиста природа, да има чиста вода за пиење, да има добар сообраќај во градот, значи стварање на паркинзи, да нема куќиња скитници, да има чисти улици, да има млади кои се ангажираат за решување на проблемите на Дебар, значи младите ќе ги ангажираме, да нема веќе миграција и да Дебар функционира како што ние сакаме сите граѓани да го гледаме. Во Охрид и Ново село кандидатите за градоначалници ќе трчаат и во вториот круг. Според официјалните податоци што ги објави Државната изборна комисија, ниту еден од петмината кандидати за градоначалничката фотелја во Охрид не ги доби потребните 50% плюс 1 глас од излезените гласачи на изборите. Во вториот круг одат двајца кандидати со најмногу освоени гласови, а тоа се Константин Георгиевски од СДСМ со добиени 13.037 гласови и Митре Милошевски од ВМРО ДПМН со 10.614 гласови. По втор пат среќата ќе си ја пробаат и кандидатите за градоначалници во Ново село од СДСМ Никола Андонов и од ВМРО ДПМН Николчо Стоилков. Во првиот круг во тесно водство со 60 гласа е кандидатот на опозицијската партија. Втор круг ќе има, затоа што вкупниот број на неважечки ливчиња 103 е поголем од разликата помеѓу двата кандидата. Кандидатот Стоилков не може да седне во градоначалничката фотелја, бидејќи не ги доби потребните 50% плюс 1 гласови за победа во првиот круг. И таму, заедно со претседателските, на 5 мај ќе се одржи вториот изборен круг на предвремените локални избори.